При вчерашната посета на земјоделците од Спанчево и Чешиново, министерот Лјупшо Николовски ги истакна мерките кои се преземени како подршка на оризопроизводителите во настојувањето за поголемо производство на храна и подоходовно работење. Во својата изјава за медиумите Николовски истакна: Нашето македонско бело злато, оризот, го вградивме конечно во листата на стратешки важни култури за државата. На предлог на Министерството за земјоделство се направија измените на Законот за стокови резерви, со што оризовата арпа се бројува во листата на стратешки култури во државата. Николовски истакна и поддршката во делот на зелената нафта. Од оваа година оризопроизводителите, како и сите други земјоделци, вклучувајќи ги за прв пат и тутунопроизводителите, ќе добиваат 100% поддршка за зелена нафта за механизација. Ова значи околу 10 милиони евра преку платежната агенција, дополнителен земјоделски буџет, се со цел сите земјоделци во државата, за сите култури, да добијат 100% поддршка за зелена нафта. Значајни средства се издвоени и за субвенциите кои се зголемени за 300% и нивната авансна исплата. Субвенциите кон оризопроизводителите во овие неколку години, уште од самиот на почеток, од 2018 година, ги зголемивме за 300%. Министерот Николовски информира дека оваа година навремено ќе започне сезоната за наводнување и дека системите се подготвени.